Младински центар Кавадарци, место каде што младите од нашиот град си го наоѓаат своето катче на најразноразни начини, место што ги спои, што ги обедини младинските организации од нашиот град, од калибарот на СППМД, Креактив и останатите. Ѓорѓе Нанчев е еден од секојаш дежурните виновници за ваквото нешто. Што е младински центар? Што прави, како прави, каде го прави, каде се наоѓа, кој се може да биде дел од младинската? Фул информација, значи. Фул. Добро, значи првично сакам да ви кажам благодарам што дојдовте во младинскиот центар Кавадарци, кој се наоѓа на последен спрат над библиотеката, значи последен спрат, последните простори, односно последните канцелари, тука се наоѓа младинскиот центар. Првично сакам да кажам за младинскиот центар, како што кажа, ги обедини двете младински организации од Кавадарци или организациите кои работат со млади, тоа е Советот за превентива против малолетничка деликвенција и Креактив, Сдруженијето за млади Креактив. Буквално тие две организации од Кавадарци, ајде не претерам, некаде околу 10 до 12 години се бориме за еден ваков младински центар. И може да кажеме со изгласување на законот за млади, кој беше изгласан законот за млади, е предвидено во секоја општина да има по еден младински центар. Еве денеска че имаме креативно катче, значи тука младите изработуваат различни работи, цртаат, прават некои фигури, еве у позадина уште стоат сликите од Халовин, кај што изработуваа младите некои фигури за Халовин. Имаме курсови по гитара, тука може да се пофалиме со нашиот волонтер Димитар, кој од еден курс се раздвои на две групи, бидејќи групата е малце поголема. Имаме курсови за јазици, турски и италијански, но италијанскиот моментално го прекинавме, бидејќи волонтерот кој ја водеше активноста мораше да отиде да се врати во Италија да ги среди документите за виза. Имаме имаме драмско катче, имаме активности од слободно време. Тие активности ги работат младинскиот клуб. Веќе имаме младински клуб формирано во склоп на младинскиот центар Кавадарци. Тој младински клуб има секој понеделник состанок и организираат активности за цела недела. За цела недела, кај што се одбележуваат интернационални денови, филмски вечери, бидејќи немаме кино, а на младите доста му фали кино, организираме филмски вечери, значи во просторијата се гледат филмови. Имаме музички работилници, одвоено од работилницата за гитара што е. Имаме музички работилници буквално за младите кои сакаат. Тука малце работиме на хип-хоп делот и тие се малце тематски работилници против говорот на омрза или джендер еквалити, односно родова рамноправност. Тиктокери, оно што се смеевме малце пред да почне. Не, тиктокери рано име за тиктокери. Едноставно во овој младински центар ги учиме младите и ако го користат слободното време за седење на телефон или на интернет, општо да кажеме, да го користат рационално или кога објавуваат видеа, тоа ни е една и работилниците за видеа. Имаме работилница за кратки видеа, имаме работилница за филмови, каде што работилницата за филм е работилница стрикно за филм, како се снима, како се режира, сите тие буквално за филм, а за работилниците за кратки видеа се буквално младите да разберат кога објавуваат нешто на интернет, да знаат што е добро, што е лошо да се објавува и што е добро и што е лошо да се гледа, за да се зима како пример. Како што кажав, имаме и работилница за фотографија. Тука исто младите во Младинскиот центар работат за изучување како се изготвува фотографија и понекогаш им даваме различни теми, како говор на омрза, джендер еквалити или слободни теми,
и тие изработуваат фотографии, па здравие во некој близок период може да направиме и една кратка изложба и тогаш би не посетиле. Бензинска пумпа ДМД Оил.